Почитувани гледачи, добро утро. Денес имам чест и задоволство да разговарам со една дама, со една госпоја која што е многу креативна. Зошто го велам ова, верувам дека за кратко ќе сватите во следните минути, бидејќи ќе имам убав разговор, но ќе имам и што да прикажеме. Снежана Трајковска денеска во една од просториите на Канал 5. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро ве најдов, фала за поканата. Многу креативно, многу инспиративно. Јас ќе откривам само мал дел. Сега нашите гледачи гледаат свеќи запалени, но мислам дека се уште не знаат за што станува збор. Драги мои, ова се свеќи кои што се јадат. Да, убаво ме слушнавте. Свеќи што се јадат. Имаме две солени, две благи. Снежана, како овие свеќи се јадат? Објаснете ни малку повеќе. Ова е иновативен гурмански производ, кој што е создаден да ги спои луѓето, односно семејствата, пријателите, да има една дружба околу овие свеќи, бидејќи покрај ова романтика, да кажам, или амбиент кој што го создаваат, има можност и да се јадат, да се дегустираат. Основата на овие... Сега не сум слушнала искрено, јас барем прв пат слушам, ова е нешто прв пат кај нас. Кај нас во Македонија, а и во регионот. Значи, ова го нема. Така да е нешто ново на пазарот, кое што допрва мислам дека ќе има експанзија во користењето на овие свеќи. Како се сетивте за вакво нешто и објаснете ни од што се направени секој од овие свеќи кои што ги гледаме тука? Што содржат? Секоја иновација излегува сосема случајно. Така излегува и свеќите. Јас во слободно време се бавев со правење на екосоја восок свеќи, декоративни, и учествувајќи на проектот Емпл се родија јадливите свеќи. Секако требаше време додека сето ова се истражи, како тоа ќе биде безбедно, како сето тоа ќе функционира, да биде сепак здраво за луѓето кои што ќе ги дегустираат. Требаше време и веќе еве колку 1,5 месец на пазарот и веќе имам луѓе кои што ги купуваат и кои што се до сега задоволни. Верувам дека имате многу прашања од аспект на безбедност, бидејќи сепак станува збор за нешто што се јаде, нешто што е храна. Кои се најчестите прашања и како можеме да бидеме сигурни дека сето ова е безбедно да го внесеме во нашето тело? Всушност, најмногу време од целиот тој процес за создавање на свеќите ми одзема фитилот. Затоа што основата на свеќата е нешто што до сега сите сме го пробале и јаделе, меѓутоа фитилот беше тој кој што беше, да кажам под наводници, проблематичен, затоа што мораше да биде безбеден. Сега, тоа кога се откри, ми го провери од Агенција за храна, дека е дозволен за користење во допир со храната и секако го истражував јачината на огнот, дали штети на околината на оваа свеќа. Тука највеќе време потрошив, меѓутоа веќе како финален производ, самото топење со таа јачина од огнот, самите гледате дека тлее, не е тоа нешто јако, не сме да дими, не сме да гори повеќе од што треба, ја прави уствари оваа свеќа да е вкусна. Рековме дека има две солени, две благи. Кажете ни што има во овие 4 свеќи? Значи, оваа свеќа е со... основата на сите свеќи е путер. Солените се, ова е со буковец, ова е со сушен домат. Додека благите ми се со фстак и со чоколада. Што најмногу се бара? Правев некоја анализа, всушност што највеќе ми се купува. Очекував да речеме чоколадната да биде као врв на купувањето, меѓутоа гледам од сладките и фстакот и чоколадната подеднакво луѓето ги сакаат. Додека од солените исто, двете се надпреваруваат една со друга, која би била со приоритет. Младата популација повеќе оди на сладката верзија, меѓутоа ми изненади што доста млади исто и солената верзија ја нарачуваат, имајќи предвид дека таа е со лукче, а сепак нели младите па многу избегнуваат лук од не знам која причина. Не треба, бидејќи е многу здрав. Да. Сега кажете ми како оди процесот на изработка. Колку време треба, што се прави во калап, не знам каде се чува и така натаму. Процесот на изработка, прво путерот нели мора да се растопи до одредена температура, се додаваат состојките, потоа се внесуваат во калап
и стојат во фрижидер барем 24 часа е доволно за да бидат убаво стегнати. И потоа излегува како финален производ. Сега, пред да се почне да се запали свеќата, барем едно 10 минути треба да е на собна температура, 15, и треба да ја оставиме едно 5-10 минути да погори, за да почне, ако веќе се гледа, не знам, на камерава, да се растопува, затоа што ова растопеното е всушност вкусот на свеќата, оној вкус на свеќата што треба да го има. Рок на траење? Колку дена може да седат, предпоставаме, во фрижидер нормално? Овие свеќи што се пред нас се рокот им е до ноември. Значи секоја свеќа во зависност од намирниците кои што ги има, си има и свој рок. Така да не е краток рокот, бидејќи не ставам свежи зачини, тука веќе би го скратило рокот на траењето на свеќата. Користам сушени зачини, сега за сега, не знам кој ќе е за пролете. И така да рокот на свеќите е доста долг, можеме да кажеме. Има ли уште кои што се многу скептични околу ова? Има, за среќа моја, се во помал број. Скептиците дури не се ни обидуваат да ја пробаат. Туку едноставно, како тоа свеќа се јаде и не ги ни пробуваат. Такви можам на прсти да ги избројам. А повеќето се љубопитни. Најверојатно во државава имаме луѓе кои што се гурмани, кои што сакаат да пробаат нешто ново. И до сега сите што пробале, сите ми дале само позитивна критика. Ние можеме да пробаме сега или треба уште малку да... Може. Ајде. Го имаме растопениот дел, слободно еве, земете си. Добро. Јас вака ги... Ајде, јас по вас ќе одам, бидејќи навистина ова и нешто ново за мене. Ќе почнеме еве со ова, значи ова е тоа што треба да се проба. Добро. Сега ќе морам... Заповядате. Всушност не морам да го скршам, може и вака. Како ви одговара? Опа, само да не ми падне. Ова беше со зачин? Со буковец, Со буковец. да, а ова е веќе со сушен домат. Веле, стварно е привкусно, ова е баш како некој, да речеме, ајде сос направен во чинија, да. но наместо во чинија ова е во некоја друга форма. Може вака или може да речеме ако има нешто месо, зборам за солениот дел, месо, па да се прелие може и со самава свеќа да се прелие месото. Има разни варијации за да може да се стави во лепче, во средината, па да се крши од лепчето да се... Стварно е многу убаво. Не ви правам лице, ниту пак да правам лице сега, бидејќи снимаме, стварно е привкусно и ми се чини многу интересно. Откако ќе завршиме со снимањето, ќе ги изедеме цели благи свеќи. Не, ќе оставиме и за колегата му и за другите колеги. Ви благодарам што дојдовте, што донесовте и се надевам ќе се видиме во следна прилика. Благодарам и на поканата, благодарам и за можноста да ви ги презентирам првите јадливи свеќи во Македонија. Така е. А сега ние, драги гледачи, ќе останеме уште малку, затоа што мене ми се пријаде благо. Треба да пробам чоколадо и фстак беше така? Така. Останете понатаму со програмата на Канал 5.